Пред едно прашање, с оглед на тоа што рековте дека рекордно за 2,5 месеци влегол Мицковски бизнесот. Имавме две ситуации пред многу кратко време, кога за една недела фирми добиваа милионски тендери. Тоа беше со испитниот центар, ситуацијата беше слична и со Министерството за здравство. Како ги коментирате овие ситуации? Дали е тоа порака за вашите пратеници дека треба да ги следат овие политики? Јасно повикуваме дека доколку има било какви недоследности во постапките, институциите да поведат постапки. Значи нема Апсолутно, недоследност за една апсолутно. Така тоа не е недоследност. За 2,5 месеци е недоследност. Малку е тоа недоследност. Има институции кои треба да отпочнат некакви процеси, доколку има било каков сомнеш, еве и јас јавно ги повикувам институциите да спроведат процес. Каква постапка отпочнавте вие за овој сомнеш и зошто нема? За ова поставивме неколку прашања на кои очекуваме антизападното раководство на ВМРО ДПМН да одговори. Поднесете кривична пријава за овој случај. Да оставиме најпрвен Христијан Мицковски да одговори, па како ќе го водиме процесот, така вие навремено ќе бидете известени. Благодарам. Други прашања? Ќе поднесе закон за амнестија. По уставните измени, со кого преговарате викендов и дали само со пратениците осмата, кои што гласа за отворање или пак и со пратеници од ВМРО ДПМН и кога може да се очекува да стасат? Процесот е отпочнат во собранието, каде што имаме 120 пратеници. Разговорите ги водиме сите, очекуваме да се движи процесот во интерес на граѓаните и на државата е што побрзо да го завршиме целиот процес, да ги затвориме овие уставни измени и конечно Македонија да тргне, да чекори храбро кон патот во интеграција во Европската унија и НАТО. Тоа значи дека се разговори со пратеници од ВМРО ДПМН? Секако разговараме како колеги за тоа што би се случило доколку овој процес пропадне, разговараме за алтернативите, дали постојат и апсолутно ве уверувам дека никој не знае друга алтернатива освен интеграција на државата во Европската унија и НАТО. Законот за амнестија го најави ВМРО ДПМН, утре ќе го поднесе под скратена постапка. Каква ќе биде позицијата на пратеничката група на СДСМ? Предлогот на антизападното раководство на ВМРО ДПМН е буквално брутален упад во правосудството. Како одговорна и државотворна партија се водиме да го почитуваме принципот на правна држава и во таа насок може да зборуваме за подавање рака, може да зборуваме за помирување, но никако не може да зборуваме за амнестија, кое што де факто значи упад во правосудниот систем. Мораме институциите да ги оставиме да работат растеретени од нашите политички недоразбирања. Се очекува нацрт амандманите да бидат оваа недела доставени во собранието. Колку побрзо бидат доставени нацрт амандманите, толку е подобро за државата и за граѓаните. Амандманите што ги најавија БЕС и Алијансата дополнителни од оние, како ќе се позиционира градачкото мнозинство во однос на овие амандмани, дали ќе прифати? Интегративниот процес на државата е за доброто на сите граѓани на Република Македонија без разлика на нивната определба, дали тоа станува збор за етничка, за верска или за политичка или било каква друга определба. Во таа смисла јас апелирам дневните политики да ги оставиме настрана, има време кога да дискутираме за дневни политики, сега треба да бидеме јасно фокусирани на интегративниот процес на државата кон Европската унија и НАТО. Ви благодарам.